Согласно член 38 од Статутот на Општина Битола, свикувам седница на Комисијата за безбедност на Советот на Општина Битола денес на 20 јуни 2022 година со почеток во 11 часот со следниот предлог на дневен ред. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Општина Битола во текот на второто полугодие од 2021 со дополнување кое што председателката на Совет е запозната, а ќе биде доставено сега скоро на имејлот на сите советници на Советот на Општина Битола. Тоа е само кратко дополнување во поглед на оваа информација која што на сите ни беше доставена на мејл. Ке ве молам кој е за вака предложениот дневен ред? Против? Воздржани? Нема. Ке го замолам представникот на полициската станица при секторот за внатрешни работи Битола да ја образложи информацијата. Повелете. Добар ден на сите. Јас сум Владко Атанасовски, командир на полициската станица од општа надлежност Битола. Ќе ви ја презентирам безбедносната состојба на подрачјето на ПСОД на Битола во текот на второто полугодие од 2021 година. Во областа на јавниот ред и мир, состојбата во областа на јавниот ред и мир во текот на второто полугодие од 2021 година се оценува како стабилна и не се регистрира нарушување на јавниот ред и мир во поголем обем, додека јавните собери на граѓани се одржуваа мирно, без инциденти и не предизвикаа никакви безбедносни импликации. Во текот на второто полугодие од 2021 година на станичното подрачје имаше 14 јавни собери од политички партии, 2 јавни собери од граѓани, 2 културни манифестации, 4 верски манифестации и други манифестации. На подрачјето на ПСОД на Битола во текот на второто полугодие од 2021 година сторени се 135 прекршоци од 175 сторители. Поднесени се 126 барања за поведување на прекршочна постапка, а најзастапени од нив се физички напади, од кои 55, учество во тепачка 13 и други прекршоци. Како причина за овие нарушување на јавниот ред и мир, најчесто се влошени меѓучовечки односи, нерешено имотно-правни односи, нарушени семејни односи, подејство на алкохол и должничко-доверителски односи. Други прекршоци од јавниот поредок се поднесени 31 барање за поведување на прекршочна постапка против 31 сторител на прекршок, а по основ на следните прекршоци: по Законот за оружје 5 и Закон за лична карта 26. Од областа на криминалитетот, во второто полугодие од 2021 година пријавени се тешки кражби 2758, од кои 669 се расветлени, а во проценти е 24%. Имаше 4 разбојништва, од кои се расветлени сите 4, значи 100%. Спроведени се и неколку акцијски контроли во второто полугодие. Ќе ги набројам и што е затекната при тие акции, што каква состојба затекнати при тие акцијски контроли. Извршени се значи 5 акцијски контроли и тоа 9 према 10.7.2022 година од 21. Спроведена акцијска контрола во гостителските објекти Кабаре Перон, Кафе бар Камарите, Кафе бар Сонце Љубов Насмевки и дискотека Хаш. Од извршената контрола во објектот Кафе бар Сонце Љубов Насмевки затекнати се 6 малолетни лица на кои им е точен алкохол, додека во дискотека Хаш затекнато едно малолетно лице после 24 часот. Исто така овие контроли се спроведени во содејство со инспектори од УЈП, Државен пазарен инспекторат и Инспекторат за Државен трудов инспекторат. И од нивна страна констатирани се прекршоци во сите наведени објекти за што се изречени глоби. На 1.10. во координација со сектор Општински инспекторат за животна средина во општина Битола имаше поголем број на поплаки за Кафе бар Јагода, со што извршено мерење на бучава со акредитирана лабораторија на Технички институт Македонија до Неготино за мерење на бучава
мислам дека од општина Битола од Инспекторатот за животна средина поднесено е барање за поведување на прекршачна постапка. На 5.12. спроведена акцијска контрола во ноќен клуб Фелиција, каде затекнати се, тогаш беа актуелни сертификати, 4 лица без ковид сертификати и во ноќен клуб Јагода. Зашто и од УЈП констатирани се неправилности и изречени се глоби. На 11 према 12.12.2021 спроведена акцијска контрола во МЗ бар Јагода, каде затекнати се 5 лица без ковид сертификати и пронајдени се 5 цигари со еден растител на зелена материја, 2 најлонски пакувања со еден бела прашкаста материја и 3 таблети сина боја. Во ноќниот клуб Рачекор исто така едно лице со лажен ковид сертификат, едно лице без ковид сертификат и прекршоци по член 4 и 6, нарушен ЈРМ со карање, викање, непристојно дрско однесување и член 6, нарушен ЈРМ по дејство на алкохол. Исто така тука имаше против едно лице поднесена кривична пријава по член 382 спречување на службено лице во вршење на службено дејствие. На 24 према 25.12.2021 година спроведена акцијска контрола во кафе бар Везилка, каде затекнати се 3 лица без ковид сертификати и на 7 деца е точено алкохолни пијалоци. Во кафе бар Чаршија затекнато едно лице без ковид сертификат и додека на 10 деца е точено алкохолни пијалоци. Од областа на сообраќајот можам да изнесам само статистички бројки, бидејќи во полициската станица за безбедност на патниот сообраќај има командир кој што е надлежен за сообраќајот. Ако ви интересира, можам да ги прочитам тие сообраќајни незгоди, колку се со телесни повреди. Може? Добро. Значи, во второто полугодие од 2021 година случени се 161 сообраќајна незгода. Од нив 88 сообраќајни незгоди се со потешки последици, а 73 се со материјална штета. Од вкупниот број на сообраќајни незгоди со потешки последици, вкупно 161 сообраќајна незгода, животот го загубиле 6 лица, а во 153 сообраќајни незгоди лицата се здобиле со телесни повреди. Како главна причина за сообраќајните незгоди наведени се следните грешки кои ги чинат возачите во сообраќајот. Страна на движење 26, дејствие 28, првенство на минување 23, брзо возење 35, недржење растојание 10, погрешка на пешаците 2 и така натаму. Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај против прекршителите во патниот сообраќај до Основниот суд Битола и Комисијата за одлучување по прекршоци при СВР Битола поднесени се вкупно 2811 барања за поведување на прекршочна постапка. Издадени се 8202 прекршочни платни налози, од кои наплатени се 4941 или 60%. Исклучени на превентивен план се преземени следните мерки. Контролирани се вкупно 35407 возила и возачи, од кои исклучени се 284 возила и 2187 возачи, поради неисправност на возилата и непочитување на сообраќајните правила и прописи на возачите. Во второто полугодие од 2021 година вкупно алкотестирани се 15480 возачи, од кои 888 покажале знаци на алкохолизираност. Реализирани се 50 републички акцијски контроли, 17 локални акцијски контроли и за јакните акцијски контроли 99. Исто така, полициската станица од општа надлежност има постапувано и на превентивен план, но поради короната тие превентивни активности беа и намалени. Се спроведени неколку, тие ќе ги набројам сите превентивни активности кои се спроведуваат од страна на полициската станица, меѓутоа се спроведени само неколку. Тие се соседска патрула, како сте на кафе кај соседите, нови згради, нови жители, бизнисот и безбедноста за спортот заедно, мојот полицаец и застани и разговарај. За спортот заедно преземени се действија во врска со надпреварите помеѓу екипите кои играат на станичното подрачје на ПСО на Битола, при што се испратени телеграми во врска со извршени оперативни проверки
за потенцијални ризици од нарушување на ЈРМ и слично. Тука ќе го наведам на преварот помеѓу Пелистер и Вардар што беше во декември од висок ризик, кој заврши успешно без никакво нарушување на јавниот ред и мир. Потоа полицијата и граѓаните заедно. Проектот содржи поголем број на активности и се третираат различни целни групи и општествени проблеми, кои го засегаат населението и заедницата. Покрај овој проект, како пропратна содржина на ваквиот проект, се и проектите Внимателна заедница, Безбедна заедница и Без толеранција за алкохол и дрога. Тоа е безбедносната информација. Ако имате нешто, може да ме прашате на што може да ви дам јас одговор. Добро, јас ви благодарам на вака iscrpното излагање и изнесување на двете информации. Ќе ве замолам, колеги, доколку има дискусија или прашање до командирот, повелете. Повелете, колега. Благодарам, почитувана председателке, почитуван командир. Во врска со гостелскиот сектор, со гостителите, во второто полугодие од 2021 година, значи тоа иде од 6 до 12 месец, така? Имаме сознанија. Мислам дека повеќе е надлежен инспекторатот во ваша предружба. Исто можам да кажам за истата случка и во второто полугодие од 2022 година. Значи има сознанија дека една дискотека работи без лиценца. Во второто полугодие од 2021 година немаше некаков инспекторски зафат да се прекини работењето на дискотеката поради тоа што немаше лиценца. И таа истата сега продолжува со работење како дискотека во второто полугодие од 2021 година и по никој основ не може да му се издаде лиценца од Министерство за економија за работа. Дали сте запознаени со овој случај и дали заедно со пазарниот инспекторат може да се спроведи некаква акција? За овој случај не сум запознат. Одобренијата за давање лиценца од наша страна тие се во поглед на обезбедување на јавниот ред и мир како му е регулиран и околу паркирањето на возилата кои доаѓаат во тој ugostителски објект. Тоа одобрение го издава оделението за полиција. Тоа оделение за полиција кај нас е составено од началник на оделение за полиција, главни инспектори за ЈРМ и сообраќај. Тие тоа одобрение го изготвуваат и кога е готово го доставуваат до нас, до полициската станица. Од кој ќе го достават тие до нас одобрението, ние може тога да извршиме во координација со трудова инспекција, со УЈП, дали тој објект поседува или не. Значи планирани се такви акцијски контроли сега за летниот период и ќе се спроведат, само не можам да кажам во кои термини ќе бидат. Иначе планирани се и ќе има. Благодарам. Добро, благодарам, колега. Дали некој друг сака да дискутира или има прашање до представникот од СВР Битола? Не, доколку немате, само кратко би сакала јас во поглед на информацијата во делот на безбедноста во патниот сообраќај, како што и нели во информацијата наведено дека постојат голем број на проблеми во поглед на сообраќајната сигнализација хоризонтална и вертикална. Само сакам да истакнам и да влезе во записник дека се надевам дека во следниот период ќе профункционира и тој локален или општински совет за безбедност во сообраќајот и во координација со општинската администрација дека ќе се започне на решавање на проблемите и санирање на проблемите во поглед на хоризонталната и вертикалната сигнализација како еден од основните елементи за случување на сообраќајните незгоди, како што е наведено и во информацијата. Благодарам. Со оглед дека немаме. Повелете, колега? Да, повелете. Во поглед на кражбите, дали имаме информација во кој дел од градот најчесто се случуваат? Значи, во поглед на кражбите, голем дел се случија сега во последниот период во населбата Бајри. Таму имавме засилени контроли и кои мислам дека тие контроли имавме информирани пунктови. Мислам дека дадоа резултат што кражбите значително се намалија. Имаме и сторители кои се уште тие се реализирани се делата, ама колегите пошто работат се уште на терен, уште не се во процесирани во материјална форма, со излез на кривични пријави. Иначе имаме сторители и голем дел се расветлени. Добро, пошто ние имавме една средба со граѓаните, токму од Бајр, Баден Балари, од тие области.
тие доставија до нас барање, го доставиле и до вас, така не известија барем. Точно имаше. Тие побараја засилени контроли како со возила, така и пешки на полициски службеници. Ние како совет имавме на една комисија за безбедност, дадовме ние една иницијатива таква. Не знам дали до вас стигна или како, то со претседателката баш го дискутиравме тоа дека треба малце подобро да се разгледа. Така да во тој поглед, доколку можете да подобрите нешто таму, мислам дека треба да внимаваме на тие работи, пошто очигледно само на тие предели се случват поголем дел од кражбите. Точно така, значи ние имаме засилени контроли, имавме пунктови поставено. Тие се го креваат процентот како на тешки кражби, тие се претежно сите со мала материјална штета, но сепак на луѓето му се врши штета и се кривични дела. И работиме на тоа и мислам дека ќе има подобар успех. Сега мислам дека нема толку голем број на кражби, иначе ова го работиме во координација со одделението за крим полиција, заеднички, значи полициската станица со одделението за крим полиција, одсек општ криминал, секојдневно се на терен и полициската станица има испратено и цивилни патроли од униформираниот дел, направени се цивилни патроли само во поглед на тој да се намалат тие кражби и по однос на зголемувањето на продажба и психотропни супстанции во тој поглед. Значи мислам дека имаме резултат, ќе ви го сообштам тоа во првото полугодие за 2022 година со конкретни резултати и за лица што е одреден им река притвор. Да, ви благодарам, колеги на сите, ви благодарам, почитуван инспектор Ватко Атанасовски, на дискусијата и на информацијата денес. Со ова е исцрпен дневниот ред и ја затворам денешната седница. Да гласам усвојување на информацијата, се извинувам, кој е за? Едногласно. Ви благодарам. Пријатен ден.